сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги крстарам нашите убави македонски села. Почитувани мои, 20 години тука се наоѓам во Прилепското поле. 30 години, како што напомнав, патувам низ Македонија, а 25 години тука низ Прилепското поле. А да бидам реален, помина точно 25 години, кога прв пат дојдов во селото Чумово, во времето кога пред 25 години, тогаш како млад новинар, наминав во селото Чумово, каде што мештаните ми ги раскажаа приказните за историското битисување на селото Чумово. Меѓутоа, почитувани мои, како што велат пастарите, со едно идење се не може да се сними. Со едно идење сите приказни што намештаните им ги од селото Чумово им ги раскажувале нивните дедовци баби, како за историското битисување на ова село, така и за духовниот црковен живот во селото Чумово, не може се да се дораскажи. Ете, да бидам реален, почитувани мои, ми се ратува душата што ете повторно, после 25 години, наминав овде во селото Чумово по покана на црковниот одбор од ова село, а тоа е црквата Свети Никола, за да присуствувам на утринското богослужение во црквата Свети Никола на самиот ден на светиот великомаченик Талалеј. Наминав овдека, како што тоа го стори пред 25 години, како што напомнав мештаните од ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни што во тоа време остаа недораскажани. Почитувани мои, да бидам реален, сето ова што ќе биде снимено преку окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски, а се разбира и историографските сознанија како за историското битисување на ова село, така и за црковно-духовниот живот во намештаните во ова село на професорот Драгослав Сломиновски, еден од најпознатите современи денешни антрополози, географи, етнолози, историографи, ќе ви биде пренесено, преточено преку овој нов документарен серијал, а исто така да напоменам дека сето ова што ќе биде пренесено, ќе биде така да речам организирано, целиот стенски изглед на ова репортажа ќе биде под палката, така да речам, на еден на Димче Ковиловски, кој што и Виктор Костевски, Драгослав Сломиновски се дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм.
Почитувани мои, како што напомнав, поминаа речиси 25 години кога првпат го посетив селото Чумово. Почитувани мои, по покана на намештаните од селото Чумово, по покана на црковниот одбор од селото Чумово, за да направам нов документарен запис за ова село, а пред се за празнувањето посветено на светиот маченик Талалеј, за да присуствувам во утринската литургија со која што чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското намештиштво заедно со црковниот одбор, тргнав мошне рано, пред изгрејсон се, пред мугрите, пред првите петли непропејани, со мојот верен сопатник, со Камазот, кој што веќе со мене патува повеќе од 25 години и некаде во раните утрински сати пристигнав во селото Чумово, каде што ме причекаа членовите на црковниот одбор од ова село, заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, времето беше вистинско пролетно. Небото беше ведро, сонцето што толку беше изгреено над Селичка планина. А како орловско гнездо, селото Чумово ги чекаше гостите. Почитувани мои, од кај Прилепско, од кај Битолско, од кај Мариовско се зареди врв улице народ во правец на селото Чумово, во правец на црковниот двор. Набрзо, почитувани мои, црковниот двор се наполни со народ. Зашто си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, селото Чумово е мощне старо село. Селото Чумово до ден денеска си го живее својот селски живот. Селото Чумово обстојува и за време на Отоманската империја, и за време на Византија, и за време на средновековната македонска држава. Исто така обстојува и за време на Балканските војни, за Првата светска војна, Втората светска војна, како што напомнав, и обстојува до ден денешен. Една од поголемите причини зашто до ден денеска селото Чумово обстојува е и Македонската православна црква преку црквата Свети Никола кој што се наоѓа во ова село. Црквата Свети Никола во селото Чумово е мощна стара црква. Црквата Свети Никола првично е изградена во втората половина на 19 век. Меѓутоа, оваа црква е изградена врз темели на многу постара христијанска црква, а според некои историографски записи, оваа црква е изградена врз рано христијанска базилика. Ете, што се вели, наминавме овдека во ова село да присуствуваме, како што напомнав, на утринското богослужение. Меѓутоа, пред да го видите утринското богослужение кој што се одржа во црквата Свети Никола, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, предлагам да ги проследите до сегашните истражувања на професорот Драгослав Миновски за црковно-манастирскиот живот и за црковно и духовниот православен живот на мештаните од селото Чумово, но би додал не само на мештаните од селото Чумово, ширум Македонија. Од север кон југ, од исток кон запад, како на љубави цветови на христијанството, црквите и манастирите во Македонија се расфрлани, привлекувајќи го погледот на љубопитните и поканувајќи ги патниците да дојдат и да ги посетат. Со векови, овие храмови биле чувари на духовноста и историјата во овие региони, спасувајќи ги вистинските вредности од заборав и презентирајќи ги на новите генерации. Без разлика дали станува збор за древните средновековни манастири со кои Македонија со право се гордее пред светот, или пак за поновите цркви што добротворите низ целата земја ги оставиле за идните генерации, во нив секогаш се чувствува истиот мир. На нивните ѕидови, на љубезните лица на светците,
Во очите на Христос и нежната насмевка на Дева Марија, минатото оживува, а тајната на вечноста се шепоти на иднината и на сите што се подготвени да ја слушаат. Секој што се осмелува да се впушти во патување за запознавање и посета на свети места низ цела Македонија, всушност се впушта во патување за откривање на сопствената духовност, на самопознание и мирот што е толку неопходен за современиот човек. Денес, со гордост можеме да ги поведеме сите патници, и странски туристи, и домашни љубопитници, на патување низ Македонија и да ја откриеме убавината на црквите и манастирите низ целата наша земја. И со целото богатство и приказни скриени таму, секоја минута од оваа одисеја ќе биде запаметена од нив за секогаш. И денешново наше собирање овде, всушност, е за одбележување на едно траење и за еден духовен континуитет кој самиот за себе многу кажува, а уште повеќе сведочи не само за минатото, туку и за сегашноста и за иднината. И денешново чествување, како и многуте други одбележувања, најмногу го потврдуваат нашето охристовено битисување, како и нашата црковна вистина и нашето црковно право на самобитност и автокефален живот. Настанов, што не собра, е еден од аргументираните начини како најдобро да го представиме нашето милениумско траење преку наследството посведено на Бога и на неговата вистина, како и за љубовта кон него меѓу православниот народ во Македонија, а во исто време и да го посведочиме нашиот духовен раст, изразен низ сакралното творештво, нашето највредно и најтрајно богатство низ вековите до ден денес. Овие наши православни светилишта се живи споменици, а не само некакви експонати, некакви предмети со културолошка и со духовна важност. Велам живи, зашто најмногу преку нив и со нив се изразувале оддаденоста и животот посветени на Бога. Впрочем, пред нас се дела оформени и создавани преку и за верата, молитвата, богослужението, љубовта, надежта, копнежот, трпението, покајанието. Ова се дела од кои извирала постојана надеж во времињата преполни со невремиња и со најразлични искушенија. Затоа толку и траат и се живи и до ден денес. И не поради квалитетот на нивната материја, зашто има многу дела кои достигнале старост поради добрите материјални аспекти, но немаат живост, не се живи. А делата што се пред нас се создадени за и ден денес да бидат истото што биле некогаш. А ние, како наследници на тие нашите богољубиви предци, творци на вредности, што еве траат и во нашево денешно време, покрај тоа што треба да сме им благодарни, потребно е да покажеме и доволна грижа и љубов, за да може создаденото од нив да дочека нови поклоници и да доживее средби и со идните наши поколенија. Очигледно е временското растојание од нивното до нашево време, но тие и денес, веруваме јутре, како и до вчера, ќе имаат истата мисија и ќе продолжат да упатуваат кон истата цел за која биле и наменети. Да ја истакнуваат религиозната зрелост, а во исто време духовно и морално да воздигнуваат и да насочуваат кон причинителот за кого и се создавани, за Бога и за неговите светии. Па минатото и сето она што некогаш е создавано се темелот и на сегашноста и се залог за иднината. Затоа, овде представеното нам ни е блиско, како и на оние пред нас, и такво ќе им биде, веруваме, и на оние по нас. Впрочем, и ние, современите христијани, треба да бидеме такви, да создаваме вредности, што ќе се продолжеток на минатите славни времиња, но и такви кои што ќе не надживеат. Потребно е да создаваме дела, што ќе останат да траат и по нас, а такви се само оние кои се создадени во слава на Бога и за неговите светии. Не смееме да подзаборавиме на нашите обврски кон сакралното и кон културното наследство, затоа што, ако вистински се грижиме за создаваното пред нас,
ќе знаеме како да создаваме ново. И овие одбележувања, како денешново, ни се можност и да се подсетиме и да се поттикнеме. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе после 25 години да наминам тука во селото Чумово, каде што мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни кои што бе останаа недораскажени пред 20 на години, а исто така да бидам гостин на денешната слава Свети Велико Маченик Телалеј, кој што се одржа во многовековната црква посветена на Свети Никола, чија утринска богослужба чиро начествуваше парохинскиот свештеник од Пилепското црквено наместништво заедно со соборскиот народ, овдека дојден во селото Чумово, во црковниот двор на црквата Свети Никола. Предлагам дел од ова утринско богослужение да проследите во положение на ова репортажа преку окото на камерата на мојот снимател, на снимателот на продукцијата Марио Филм, Виктор Костевски. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Славувајте ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, дембилки си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Богородице, прилежно ниње притецем грешни и смирени и припадем в покајани зовоште излюбени души. Владичице, помози на ни милосердовавши, почти сја погибаемо множества прегрешени. Не отврати Твоја рабичти, ја во едину надежду имам и слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Милосердија Твери отвези нам, благословена ја Богородице, надејушти се на Тја да не погибне. Но свети славители, едина чистая, едина благословена ја. Господу помолим се ја, Господи помилуј. Јако свјате си, Боже наш, и Тебе славу восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Премудрост простом стоејќи да го изслушаме светото Евангелие, видна сите. Се развижи водата, зашто ангел Господов одре на време слегуваше во бањата и развижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по развижувањето во неа, оздравуваше од каква и да било болест, и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Миром Господу помолим се ја. О свишне мире и спасени душ наши, Господу помолим се ја. О мире всего мира, благостојани свјати Божи церкви, соединени все, Господу помолим се ја. Високо преосвященейше митрополите нашем Петре, преосвященейшем епископе нашем Клименте и Никола, Господу помолим се ја. Оеже освятиција воде сей сило и действием наитием Святаго Духа,
Господу помолимся. У всех требующих Бога помощи заступления, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи всем православным христианам нашим, нас противния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи всем православным християнам нищаша и взалкаша, взыскаешь Ты же Господа, не лишаться всякого блага. Благословение то Господово и милоста Негова да дойде на вас преку Неговата благодать и човеколюбие, постоянно и сега и секогаш и во вечни векови. Аминь. Вознесася еси во славе Христе Боже наш, радость отвори учеником, обетованием Святого Духа и священным им бившим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Мученик Твой, Господи, талалей во страдании своим, венец приятный тлени от Тебе, Бога нашего, и муж Тебе крепость Твою, мучителей не изложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наши. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови го Лебов, пшеница во виново елеов, и умножи го во свето место, во село, во целиот Твой свет, постоянно и сега и секогаш, и во вечни векови. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Слава и честь на вознесението Господово и на светиот маченик Талалей, Тия принесуваме, Христе Боже наш, ова безкрвна жртва. На светиот Твой над небесен и мисловен свой жртвеник. Во името на Отецот, вие кажувате амин? Амин. И Синот, и Светиот Дух, всегда нине и присно, и во веки веков. Аминь.
Святи мучениci иже добре страдалчествовавше и венчаше ся, молите сяко Господу, помиловати ся душа нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радование, иже проповед Троица единосушная. Исаие и Кодево имя Вочеве, и роди сина Имануила, Бога же и человека. Достойным я ему, Его же величающее Деву блажае. Ajde, сонце да си ја кажеме молитвата. Велико име. Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нам. Велико име. Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нам. Велико име. Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нам. Тргај на карте. Пако доскоро. Ајде се тргнете на кај вас, ма ете, вратете. За година домајчин. До година домајчин. Да ми сте здрави и живи. Помилуј не Боже по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на чедата Божие, Анастасија, Александра, Јулијана, Зоре, Киро, Владко, Горанчо, Стефан, Христијан, Славица, Петкана, Габриела, имињата Сашо од фамилијата. Сашо, Дзонко, Лиле, Мартин, Јулијана, Петар, Зоран, Весна, Лиле, Јагода, Александар, Јован и Марија. И за сите овде присутни со вашите фамилии, молитва ми свјатих Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. За многу години, браќа и сестри, да не чува светиот маченик, да и честито во годинашното домаќинство, а до година порадосни и повесели со новиот домаќин. На многа е лета, за многу години. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, откога ќе заврши богослужената литургија, откако свештеникот ќе ја крсти водата и ќе го благослови, ќе ја благослови погачата или повеќето панајки, како што овде капилепчани и чумопчани знаат да кажат, црковниот одбор ги дава на лицитација сите оние подарени дарови во чест на Свети Талалеј, а пред се во чест на патронот на ова село, чие име го носи на црквата Свети Никола, за кој колку милува да остави, да си купи за здравје, да си однеси дома, било тоа да биде маслото за јадење, било тоа да биде крпа, било тоа да бидат чорапи, било да биде тоа некое веленце, било да биде тоа јагне, и сето тоа што ќе биде откупено на лицитацијата, тие пари остануваат во црквата, а она што ќе биде купено се носи дома, а една стара поговорка вели дека оне што ќе купи, оне што ќе земи од дарот што го стоел секој поединец тука во црквата во селото Чумово, ќе го прати среќа целата година. Погледајте како овој стар адет и обичај се одржува, на кој начин се направи таа лицитација во продолжение на оваа репортажа. 250 илјада денари. Проба спомнам за перачки. 1000 денари. Два пара и масло. 200 денари. 500.
150 dinari maslo i krpa. 200. 200. 300. 350. 400. 400 dinari. Čarapi i maslo 100 dinari. 500. 500. Da mu pokažeš kako treba da ne... Zapara maslo, unajeno maslo i čarapi. 200. 300. 300. 350. 400. 400. Za mnogo godini. Za mnogo godini da je. Što se vika Beričet, što se veli. Beričet, zdravlje. Što se gotvi denaska. Deneska se gotvi Janija Prilepska. Taka je. Inače ti beše po poteklo od Riljeva, taka? Poteklo od selo Riljevo. Od koje familije, koje galavija? Veselinovci. Taka, kako se vikaš i dedo ti? Stojan. Baba ti? Kalina. Taka, tatko ti? Dragutin. A pak majke ti? Majka mi Jelena. Ta od kaj beše rodom? Od Toplica. Od Toplica? A, vamo preko Pretvar? Preko Pretvar. Taka. Ti, momče? Ja sam od Dunje. Od Dunje? Od koje galame jesi od Dunje? Jaz od Vasila, šef od mesarne kancelarije. A, taka. I, vaka jedno, često pati oči dođete, što se vika da... Da, zagodene, ekipa ste. Što se vika od narod za narod. Od narod za narod. Тук вака едно би рекол. Баките се работава, што се вика старите, да не загори. Да не загори, да. Така. Od kaj si inače ti? Ja od kaj podobno čuvam. Od Čuvamo? Čuvam mažena. Od Čuvamo si mažena? Kako je familija? Kaj Mile, kaj to doroslo. Така, od kaj si rodom? Se ne vidim. Od kaj sam od Košinov. Od Košino, od koje familija si? Od ja sam ovdje sam od Čumov. Твоето име? Zagica. Презиме? Runeska. Kako se викаше дедо ти? Dedo mi Boše, Slave. Pradedo mi Boše. Так. A dedo А mi Slave. баба ти? Baba mi Vaska. Татко ти? Tatko mi Tode. Майка ти? Majka mi Ajnđe. Та от kaj беше? Ta Prilepec. Od Prilepec? Od koje familija? Mažena. Od koje familija? Od Bogojevca. Od Bogojevci. Domaćin, kako ti se vika? Pio. Той от къде? Šte. От Полчище, от Мариово. Od Mariova. От къде ще е моята съпруга от Dunje. Так. Zdravi, živi, bilo od kada. Така, дека дено за много години. Za mnogo godina na pomoć neka. Kiro Petrski, От кай си? Прилеп, От Прилеп? roden Podstat. Под цатот, под кулата, така е. Došla majka mi trudna i tuka dubder mi odlučan i tuka me rodilo vokal. Така. Како се викаше мајка ти? Marija, Так, татко ти? Ordan. Колку деца, браќа, сестра сте вие? 9 deca. Како се вика? U 7 učešće živi Така. i te 2 umre. Така. Blaže Fidero, Kiro Petrski, Ljublje Fidero, Mende, Oskar Nermero, Kole, Odlago,
Sestra mi najstara od Đorđe Petrov. Така. Домајчинката твоја како се вика? Учината е пример кога. Домајчинката твоја како се вика? Жена ти как се викаше? Olga. Олга. Таја од кај беше? Ta je od Poreće, od... Од Слатина. Добро, ово да ми кажеш. Колку челат Господ ви даде? Колку Господ челат ви даде со твојата домајчинка? Две марки. Колку деца? Moja sam majčina. Аха, да. Dve maške. Како се викаат? Latko i Petre. Колку нучине имаш? Nučina imam Четири. dve i dve, četiri. Ти од кај си по потекло? Од Чумово, Од Чумово? Од која галабија? Од која фамилија? од Писокале. Писокале? Така. Куќата ти стои? Стои. Така е, добро е, што се вика. Ово да те прашам. Како те се викаше даскало што не научи на времето да читаш и да пишуваш? Може да се седиш? Антон, татком се викаше. Татко ти е? Даскало. А, Даскало, Да. Милица, Така, та од кај беше бе? од Прилеп. Од Прилеп? Прилеп. Лоша беше или строга? Ми сега некош мора би строга. Колку бевте деца во делението? Имаше децата, 30 деца, 40 бевне, да. Што ти одеше поучи математика, македонски, ликовно, физичко? Математика и така, Да. македонски почки. Татко ти како се викаше? Антон, Мајка ти? Трајана, Та од кај беше? од Кадиносело, Каде село? Од кај Методија Паче, кај што? Така. да. Сопругата твоја од каде ти е? од Долно Српци. Од Долносрпски Битолско. Да. Речи го, како си езе на времето ти си ратирал млад човек? Бегалка, речи го, намерак со свадба ти направија? Има многу другари од таде, тие ми рекоа, ово девојче за тебе. Така е. Колку имаш овој чела со твојата сопруга? Колку дечина? Имам син и черка. Така, од домени? Да, у домени. Колку нучина? 3 имам превнучина. Како се викаат? Дивне, Ирина и Илин. Така. Кој ти се помили нучината и пренучината, првото или цигарето? Сите ми се најмили. Кој ти е куќна слава тебе дома? Митровден. Митровден? Да. Така. Вашето име, твоето име? Киро. Ти од кај си? Штавица. Од кај, така. Од Синород. Од која галабија си? Од Бутерци. Од Бутерци? Кој му е летна слава на селото? Летна слава, Мала Богородица. Мала Богородица, а? Ово да те прашам. Одиш в село? Секој таму се. Куќата си ја чуваш? Да. Така. Што е тоа што те влечи да појдиш во Штавица? Еве, близко до градот е. Тоа е ова. Родно село? Така. Така. Дедо те како се викаше по татко? Крстен. Така. Баба те по татко ти? Стева. А пак овој татко ти како се викаше? Васил. Мајка ти? Горица. Таа од кај беше? Од Марул. Од Марул, од кај Ѓорѓо Тараски селото. Како се викаше дедо ти и баба ти по мајка ти? Борис. И Цена. Цена, така. Домаќината твоја како се вика? Грозда. Таа од кај ти е? Таа од Крушејца. Од Крушејца? Така, јас сум Зет Мариовски од Уње. Вика старите од кај ти? Бајаноци. Бајаноци, така е. Ти, од кај Толе Паша? Од Чумо. Од Чумо, од овде, од кај галабија си? Од кај фамилија? Писокал. Од Писокал е за вака едно овој. Колку да речеме вака, се насе, да речеш, колку фамилијата ти број по брајќа, по чичковци, има некаде околу 100 души? Да се соберите вака? Па има. Писокали? Да. Па има. Има, ама и појќе, а? Дедо ти твој како се викаше? Ристе. А баба ти? Звезда. Така, а пак дедо ти по мајке ти? Илија. Од Марул. Од Марул. А баба ти по мајке ти? Не знам. Добро, се вака, татко ти рече се вика? Трајко. Така, мајке ти? Калина. Таа од кај беше? Од Марул. Рече, така. Домаќиката твоја од кај е? Од Крушајани. Од кај Придејанковци имам јас тамо, баџарно ми е така. Кој му е слава на Крушајани? Атанасовен Серж. А поминате, што се вика? На 15. Направивте убав црква? Ново направивте црква во Крушајани? Да. Така. Колку Господ чела овој би даде со твојата домајчинка? Две машки. Од домени? Едниот. Другиот?
Što se vika, ona što je pišana, ni prvo ni podosna. Ja sam oženio 32 godini, pa što mi pali jebako. Така. Колко внучени имаш od sin ti? 2. Kako se vika? Оливер, Давид и Толи. Кој ти е побило? Првото или цигарето? Кој ти е куќна слава? Митроe. Така. И двајцата се свирачи. Свирачи? Така. Имаш ли некој во твојата фамилија на времето кој што свирае на гајда, да речеме на кава? Немаш. Не знам овие. Тера се го спрема денеска отиде музичка, го спрема за Охри. Добро е. Награди има. Добро, нека ти е здрави жив, и да се гордееш. Помалото на кларинет. Така е, така е. Ете, Јас сум роден од Мару. од Мару. Од која Галабија? Јаковци се вика. Бабјаковци. Во кое мало, очи го, колку мала има селото Мару? 4. 4. Може да ми кажеш кој се? Ако и памтиш? Памтам. Значи мене ние Бабјаковци, Патаневци, Така. Јанковци, Колевци. Одиш село, одиш? Не, немаме пат, не одговара пат. Така е. Лош пат. Која е му летна слава на селото? Бројица голема. Голема. Црквата, како би се вика? Како? Црквата. Богородица исто. Вита. Така. Имаш појдено село? Имам појден, имам. Не сум лично. Сега вака, ова те прашам, кој ќе појдеш в село, кој ќе прошеташ по сокаците, по пачината, кој си бил дете, ти се радува душата или ти плаче, кој ќе да намитите падната? Значи, многу е запустето нашето село. Нема ништо, уште четворица се таму што живе старци. Така. Не, сето попаднати дзиди, што на време збираа камења со трактори, стурка и дзидови, кујчи. Ама вака едно рекол, родно село си е родно село. Родно си е родно, ама кој ќе поеш немаш да видиш. Нека е дено за години. Така. Зоран се години. Така. Колку години мислите имаме? Па тука некаде 85 час. И 4. 94. Машала. Ти си поминал и турско и каурско. Лој на поп сум. Со попојле нема кајне, со кој поп да немам пенови и пем. И да не ја можам да испем. Така е, знаеш што? Секоја слава, селска слава, куќна слава и слава во црквата. Крштепките, венчапките, па и парастовците попот ги прави, така е? Така е, да се ми здрави жив, 100 и кусор години да ми живееш и назад, што вика станите. Нема село, нема манастир, кај немам појдено. Село Марио. Секаде. Колку ми е полна душа што одека во Чумово за празников денеска, Свети Никола Талалеј. Црквата беше преполна, свештеникот ја имаше литургијата, што се вели, ја заврши литургијата, одека тука се спремат и музикантите, па народот ќе намени оро да се развие. Од каде си ти? Од Полчиште. Од Полчиште? Од Пантелеј горе? Така. Името твое? Ѓоре. А презиме? Петковски. И се вака едно да ми кажеш, очиго, за Полчиште. Колку е далеко од Прилеп? 50 километри. Така е. Точно не е повали. Така. Црквата во Полчиште, како ви се вика? Свети Спас. Па некој ми беше слава. Така. А па горе, Пантелеј? Пантелеймон. Тоа му доаѓа некаде околу 8-9 август. Така ли? На 9 август. Така. Кој ти тебе куќна слава? Мене куќна слава ми Свети Ѓорѓија. Свети Ѓорѓија? Така. Сега вака, да те прашам, да се присетиш кога беше дете во Полчиште, како беше живото? Многу. Многу, наследството кој ќе се собереа за веригите за... Тапари, ора, 3 месеца се вртеа. Така. И секоја слава. Што години ги направи? Јас направих 72. Машала. Са си пензионер што се вика. Одиш цело? Одам. Куќите се чуваш? Така. Домачиката од кај ти иде? Од Дуње. Од кај фамилија? Од Кажела. Да му се пукнам, јас сум од Пашавци се. Што вика? Папаџараци. Знаеш што вика? Сега ќе ти кажам една работа. Пред 10 години бе во село Браилово. Овоќе таму имаше
15 бекери стари. Ергени бе. Сите жените од Албанија. Знаеш што бе? Ние сме овде сите баџонози. Така, што вика старите, од кај ти е женото, таму ти е фамилијата. Колку имаш внучина? Внучи имам 3. Машки и женски? Девојчињаци си. Така, како се викаат? Хана, Така, Зои така, и Марија. така. Доаѓаат овој да те видат? Доаѓа секоја неделя. Така. Кој ти е побило првото или сегоето? Сите се мили. Така. Сега вака едно. Било првото. Така е. Сега, така, сега вака едно. Кога ги правиме емисиите, ми се лутат по селата, кога викаме, бе добро, ги прашуваш черките, ги прашуваш синовите, не прашуваш овој за знаите и за зетовците. Тројтата зетовци, од кај ти се? Јас имам двајца зетовци. Така? Од Прилепсе, така се кажува, потекло. Така. Териза, те слушам? Добри се. Така. Кој повеќе се слушате целиците, ти домаќиката или таа тебе? Кој поќе? Јас не се бе како... Така. Нека едноставно години. Така. Стико, абе стрчи се малце на овој мако. Така. Ти рече, од кај беше? Од Дусан, од Шуплин, од геометара што ми мереше куќите. Така. Не ми ја мереш. Така, што години имаш? 67. 67? Под пензија? Пензија 3 години. Така, кај работеше порано? Мерменен комбинат, комерција. Почитувани мои, секое празнување, било да е световно, било да е духовно, не може да се замисли ако во нашите селски дворови, во нашите црковни дворови, во нашите манастирски дворови не се негува старата наша македонска убава песна, а пред се старото наше македонско традиционално оро, тоа е тешкото и сите ора македонски кои што нашите предци ги играле, а овај начинот уметноста на кој што е прикажан преку фолклорот, преку орото на тие предци, а им ги оставиле на нивните внуци, предлагам да погледате во продолжение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Чумов, не ми се напушташе црквата во селото Чумов, не ми се напушташе соборскиот народ кој што овдека беше уште и рано и сутрина дојден на богопоклоние што се вели, а исто така не ми се напушташе, почитувани мои, орото кој што после благословениот ручек овдека соекот придружено соекот на денешните современи македонски народни инструменти, не ми се напушташе празнувањето посветено на светиот великомаченик Талалеј. Но морав да се заменам од ова село, затоа што ме чекаа и другите села, не само во
Пелагонисково поле, не само во Демикисерско, не само во Крушевско, не само во Поречието, не само во Битолско, не само во Велешко, не само во према Маријовско, туку ширум цела Македонија. Но, почитувани мои, се поздравувам со мештаните до ова село со едно ветување дека повторно ќе наминам овде во ова село, но се надевам дека нема тоа да поминат повеќе од 25 години, за да видам докаде е изградбата на новиот манастирски комплекс посветен на Свети Василий Острогорски. Само Господ здравје и живот да ни дава. Thank you.